Виолината често се смета за кралица на инструментите поради низа уникатни карактеристики, што ја разликуваат од другите инструменти. Нејзината магија не лежи само во звукот, туку и во нејзината разновидност, изразниот капацитет и сложеноста на нејзината конструкција, како и во нејзината способност да произведе звук, што повеќе од кој било друг инструмент наликува на човечки глас. Трубата е лимен дувачки инструмент кој се издвојува со својот светол, мокен и разновиден звук. Таа е еден од најстарите и најпознатите инструменти во светот, кој се користи во широк спектар музички жанрови, од класичната музика па се до джезот и попот. Музичарот што свири на труба се нарекува трубач или едноставно труба. Вечерва со нас во Трафика Марија Трајковска, виолинистка, и Стефан Илиев, труба. Марија, Стефан, добре дојдовте во Трафика. Добре најдовме. Марија, ќе почнам со тебе. Родена во Неготино, почнуваш да свириш виолина на 9 години, потоа учиш средно музичко образование во музичкото училиште Илија Николовски Луи во Скопје, во класата на професорите Олег Кондратенко и Љубиша Кировски. Високо образование кај нас на факултетот за музичка уметност кај професор Михајло Кофајанакис и потоа уште една полна стипендија за додипломски студии во Америка. Ке ни раскажеш ти повеќе самата. Ајде да почнеме со тебе со тој дел, значи од каде талентот, желбата, токму виолина да биде инструментот, бидејќи знаеме сите дека треба првично талент, па потоа музичка надобразба. Да. Идејата уствари потекнува од мајка ми, бидејќи мојот прадедо свирел виолина. И сите од на страната на мајка ми се доста талентирани вака музички, но никој не бил образован музички, дури мојот прадедо бил само виолинист. И бидејќи јас сум им личала многу на моите родители, на баба ми, од на мајка ми страната, мајка ми решила ќе ме запише на виолина, дури се фалела уште пред да пораснам, дека сум била многу мала, дека ќе свирам виолина. И неколку години, неколку години поред ме носела, уште од 5 години сакала да ме запише, ама во тоа време во Неготино немаше толку рано, мораш прво да научиш да читаш кирилица, латиница, па после дури да се почне со солфеж една година, па после виолина. И така беше тоа, заради тоа и почнав на 9 години. Иначе таа идеја потекнува токму од мајка ми, на која што сум и многу благодарна, бидејќи што се споив со виолината, веќе никогаш не сакав да се откажам. Тоа е мојата прва инструмент, така не би го менувала. Да. Стефан, роден во Кавадарци, основно музичко училиште Труба веќе, значи од основно во класата на професор Златко Јованов и професор Пере Мелов. Да. И потоа средно музичко училиште Сергеј Михајлов во Штип, во класата на професор Баже Костадинов и на крај факултетот за музичка уметност во Скопје кај професорот Васо Ристов. Да. Кажи ми ти, од како се најде во светот на музиката? Дали исто семено имавте или Не, кај мене не е никој музички образован. Јас сум од првата генерација на музичари. Љубовта кон музиката ми беше уште од најмала возраст. Сакав да учам музика. Дома кажав дека јас како мал многу пеев и моите го видеа талентот дека сакам да пеам и решија да ме запишат на музичко. Но во прво оделение не прима, требаше прво оделение да завршам, па после години да наполнам за да ме примат. И во второ оделение веќе се запишав и почнав да изучувам солфеж и одев една година
И не знаев, не бев уште одреден на што ќе бидам. Тоа сега да речам, зошто труба? Да, Мислам, и не дека не е убаво, преубаво е. Од каде ти дојде труба? Кавадарци е расадник на трубачите, значи голем дел од значи трубачите има голема традиција на заднина за трубата и слушајќи ја трубата и ми беше така. А го остави пеењето сосема на страна? Да. Да? И не ти фали да пееш? Не си пеам за своја душа. Да. И мене ми пее понекогаш. Кажи ми ти И ве. мене ми пее Да. понекогаш. Инаку да кажам, Марија и Стефан се сопружници. Ке ми кажете потоа како дојдовте до тоа да станете, да живеете заедно, нели, да бидете пар. И имав уште едно прашање, ми отиде мислата, што значи за тебе виолината, Марија? Прво кажи ми, дали ти е еден вид бегство од реалноста? Да речеме, седнуваш, сакаш да си сама и свириш виолина. Иако никој уметник не слушнав дека сака дома да свири за себе виолина. Ние дома обично вежбаме и вежбањето е многу поразлично од свирењето. Од свирење за душа. Заради тоа не сте слушнале дека никој не сака дома сам да си свири, бидејќи многу ретко свириме за своја душа, да кажеш, онака да се опуштиш, него повеќе е тоа да се спремаш за некој концерт, така. За мене виолината значи премногу. Од секогаш сум сакала и да навлезам во техниката и да перформирам пред луѓе, да исто имам студенти, да учам. Јас да учам за себе, да ги учам студентите. Така да виолината ми е животот, практично. Сосема посветена. Да. Стефан, трубата? Трубата за мене секој дневие, живеам со неа. А тебе ти доаѓа да земеш да засвириш така без вежбање или исто како Марија, само кога... Не, ми доаѓа јас. Да? Често го правам тоа. Да, Собрани со пријатели. Затоа што е интересен инструмент. И трубата е инструмент кој што во суштина се користел, нели, за најави, за Да, фанфарни изведби. фанфари, да, за многу, баш е инструмент кој што постои од првите. Ке спомнеме потоа за од каде е. Марија, прочитав дека ти имаш и музичка работилница со лица со посебни потреби, нешто што ме фасцинира и што многу те поддржува. Кажи ми, каков е одзивот, колку луѓето нели се им значи тоа, претпоставам многу да работат. Да. Јас и Стефан. Двајцата? Ја водевме работилницата, сега посветен, јас сум со ќерката повеќе. Он ја држи сега таа работилница. Инаку, мојата мајка има организација за помош на лица со хендикеп, бидејќи мојата сестра е со хендикеп. И од тука потекна таа идеја, имаме дневен центар за помош на лица, имаме различни работилници и ние конкретно ја држиме таа работилница што е за музика и за народни танци, односно фолклор. Стефан бил во фолклорна Бидејќи кај него во група, CV-то не го видов само кај тебе како напишано. Да. Стефан, кажи ми како е да се работи со лицата со потреби, сигурно е Да, баш е интересно. премногу благородна работа. Благородна работа, да. Веќе јас може 4 години го работам тоа и ние сме споени со нив, знам кој како функционира, ги знам сите доблести и сите мани кои некои работи не ги сакаат и така, добро функционираме. Јас ја водам таа фолклорна работилница, они пеат, јас свирам со трубата и клавир понекогаш и спремаме кореографии со дечките. Правите срекни многу деца, што е многу убава и благородна работа, навистина. Работите заедно во Македонската филхармонија, ти си втора виолина, ти си прва труба. Да. Иако тоа не значи нели премногу, освен кои делници ги свирите, тоа баш со твојата колешка Ирена Стојановска од Македонската опера. Зборувавме дека нема врска дали си прва или втора, е
тешко да се свири исто и за едните и за другите, нели? Како е да се работи во филхармонијата? Какви ви се односите со колегите, меѓу вас, сопружници, секој ден одите заедно на работа, претпоставувам? Да, секој ден одиме заедно на работа, ама често им кажувам на луѓе вака кога ме прашуваат како е да работите заедно, да им кажам ја не се гледам со Стефан на работа, бидејќи он е во друга секција, јас сум во друга секција и можеме буквално до крај на работно време, иако сме во истата сала, да не се видиме. Така да не ни представува тоа некое оптеретување се дека сме цело време заедно, баш ни е убаво. Имаме заеднички муабет кога свириме нешто, дискутираме, слушаме заедно музика, ги преслушуваме заедно симфониите, делата што треба да ги свириме. Ете тоа, тој аспект ни е интересно. А иначе вака во филхармонија убаво. Мене ми е навистина прекрасна и благородна таа работа. Многу ја сакам. Секогаш сакав да свирам во оркестар, тоа ми беше некоја цел во животот. И навистина ми е драго што тоа е токму тука во Македонија. Иако и бев на страна, и сето тоа видов како е на страна и убаво е да си гостин, а не да пребегаш, нели да прелеташ. Убаво е да си дома и да имаш работа дома и да посебно на таква работа убава. Така да, наистина многу ми значи. Стефан, исто, претпоставувам. Да, за мене тоа е благородна работа со доста голема одговорност. За мене како прва труба е секој концерт важен и се докажуваме на секој концерт. Сите соло делници треба да се отсвират, да биде секцијата да биде спремна. Имате соло делници, но имате и соло концерти. Знам дека има за труба, јас ги разгледував, искрено не ги знаев премногу композиторите кои се за труба, ама видов дека имаме Хајден, има Хумел, има Неруда. Да, има неколку кои што и тоа убави концерти. Јас си симнав некој во телефон, ги слушав и се убави. Кажи ми како соло изведувач, што имаш работено, дали имаш и дали потоа ќе ве прашам во суштина друго нешто. Значи соло свириме постојано со клавир. Сега има такви концерти кај што свириме соло со оркестар. Тие се позначајни за нас. Јас можам да го издвојам концертот во Санкт Петерсбург што свирев соло со младински оркестар, настапив во 2018 година. Таму тоа беше како награда од Охридски бисери на прочитав за таа, дека ти е како награда и ме чудеше што значи како награда те пуштија да свириш во Санкт Петерсбург. Освоив лауреат на Охридски бисери и плюс соло во Санкт Петерсбург. Преубаво. И тоа ти беше едно од поубавите искуства? Едно од поубавите во огромната голема сала Димитар Шостаковиќ. Преубаво. Марија, си свирела соло концерт или само свирела повеќе рецитали. Не сум свирала со оркестар соло, само сум била во оркестарот. Не сум имала уште таква прилика. Се надевам по иднина дека ќе имам. А иначе сум свирала во различни камерни групи. Сега најбитната камерна група ми е мојот квартет со Ева Богоевска, со Илза Бафтијари и Маја Михајловска. Со нив имаме годишно по неколку концерти на кои што свириме исклучиво музика од македонски автори, со тоа ја зачувуваме нашата музичка историја и некои квартети што не се воопшто свирени. Така да до сега имаме одсвирено стварно многу во последниве 5 години. Сега ќе настапуваме и во Њу Јорк. Мене ми се појави некаде на Инстаграм и потоа ми исчезна, и потоа баравка и Маја да знам дека имавте квартети, дека си ти дел од нив. Да, квартетот се вика Атака. Атака. Тоа е музички термин. И сакавме така нешто по-атрактивно. Последниот концерт ни беше баш за 120 години од Стефан Гајдов и 100 години од Кирил Македонски и Властимир Николовски и свиревме музика из квартети, исклучиво од нив, на кои што ни дојде и претседателката. Така да, навистина беше
интересен концерт, иако немаше многу публика, сепак се создаде некако убава атмосфера. И баш ми е драго што имаме можност да ги зачуваме тие историски квартети, вредности, музика, уметност. Во моментов Маја и Марија се во Осака. Да, во Јапонија и Ева е таму, сите три. Да, ги придружуваат Дурловски семејството, нели? Да. Камерен брас квинтет, брас е исто што ќе те прашав, кај нас се викаат плех музика, иако вистинскиот назив е блех музика со Б. Јас упорно ја викам блех музика, ама сите ја викаат плех, бидејќи се плех инструменти. Како прифатено и така, може да се каже. Кажи ми за камерен брас квинтет. Јас членувам исто така во нашиот квинтет се вика Скопски брас квинтет. И ние на годишно ниво имаме неколку концерти. Последен концерт ни беше лани во Загреб, свиревме преработки од Тоше Проевски, аранжирани за таков состав, за брас квинтет. Кажи ми, јас сега ќе те прашав, позната е, нели, во Гуча, така се вика, нели, дувачките вако. Како ти изгледа сето тоа тебе? Бидејќи ти си сепак класичар, ама е нешто што е поврзано со вашиот инструмент. Тоа е веќе друг стил на музика. Сосема. И интересно е и тоа е да се види многу од надвор се интересираат за таа музика и баш гледаат како, например, тие свират по цел ден, како издржуваат по цел ден тие музичари свират, како нивната издржливост нема на никој јасно тоа. Да, затоа што читав за Сачмо дека усните му биле во еден период сосема уништени и има и назив за таа болест што се добива од усникот, нели, што се држи, што се опоравува долго време. Да. Во 2019 дипломираш, нели рековме со вас, Ристов, имаш освоено 23 награди и вели најголемиот дел се први и специјални. Освен таа со Санкт Петербург, кажи ми некоја друга награда што ти е битна. Друга награда, значи на државните надпревари во Скопје тие ми се први специјални награди. Исто така во Белград имам освојувано Давор Ниенко, Петар Конјевиќ надпревар. Исто така драг надпревар ми е надпреварот во Стара Загора во Бугарија. Таму имам освоено прва награда. Исто така имам настапено со оркестар во Стара Загора. После тој надпревар свирев баш концертот Хумел го свирев со оркестар заедно. Преубаво. Да. Марија, Паганини, Вивалди, Бах, Бетовен, Менделсон, бројни се и пребројни Чајковски композитори што имаат напишана музика за виолина, за соло за виолина, но и нели дела каде што се појавува. Во што ти уживаш најмногу кога свириш? Знам дека сите одговарате, ма не, сите ми се убави, мене јас се сакам да свирам, ама нешто те прави поубави чувства или ти се чувствуваш по-лежерно додека свириш? Најмногу сметам дека ми лежи Бах. Бах? Бах, посебно тие што се соло партити. За мене Бах не само за мене, за генерално, за сите. Мислам дека Маја или Марија едната ми каже дека Бах го се. Можеби. Не сме зборували една со друга за тоа, баш ги прашам. За мене Бах представува темел на музиката. И не само што е математички точен, туку и многу е духовна таа музика. И едноставно ми создава една преубава енергија. Обожавам да учам, обожавам да вежбам, да освирам. Каква виолина имаш и како ја негуваш? Имам една виолина што ја купив додека бев во Америка. Професорот ми ја препорача. Од Нью Мексико, од Албакерки, има една Робертсон's Violin Shop се вика. И имам една интересна приказна за тоа. Кристијан Педерсен се вика мајсторот на мојата виолина. И низ годините додека имам онлайн
имам онлайн школа и онлайн присуство. И Трала. за Ќе трала спомнам, работев, да. да. И низ годините може да се приклучат ученици кои сакаат да имаат час, кои и еден ден многу рано са бајле, мислам дека беше 7 сат за бајле, имав закажано час. И зборувајќи со човеков, гледам дека се презива Педерсен. И го прашам, значи имаш ли некаква врска со Кристијан Педерсен? И ми вика, да, тоа е мојот татко. И од нигде, никаде, колку е светот мал, јас имав час со синот на мојот лутиерот. Да. Да. Така да тоа беше баш интересно. Иначе виолината е професионална, не е од најскапите, ама би било убаво да имаш ми купи каква. Стефче нова. Каква? Не знам, И гудало, не знам. нели? И тоа е битно И многу. гудало е битно, да. Да, многу е битно со какви инструменти свирим. Секако. Многу. Сепак тоа е Секој представа звук за е- нас алатка, преку која комуницираме, исто како што е компјутер за програмири Така, да. и за други работи, да не набројувам, ама навистина е битно да е добар инструментот и да се добри и жиците и сите пропратни работи, и гудалото и се што користиме. Да. Потоа ќе спомнеме за како свириш, ама Стефан претходно нека ми каже за еве и кај него рековме Хајден, Хумел, Вивалди, Телеман и еден куп други автори на музика за труба, односно за концерти за труба. Дали ти имаш некој што ти лежи посебно, во кој уживаш да свириш? Па и јас ги сакам сите, али например Хајден е исто така основа за трубата. Без Хајден никаде. Да, па Тој токму така, го секој има- има нели свој основен за- кој што му е. За сите аудиции се свири, за каде и да отидеш, Хајден е број еден. Мораш да го имаш Хајден. И баш е убав и за слушање и за свирење. Баш кај зирнам што сум симнал, а кажи ми ти во меѓувреме каква труба имаш ти? Јас сум симнал Трампат концертос, Ханс Сталдмар, Брикман, Хилден, не знам од кого се, ќе ти покажам после, од Хајден се. Аха, да. Да. F-flat. Значи, ние трубачите не се ограничуваме, немаме една труба, ние свириме повеќе труби, мораме да имаме Б труба, С труба, С труба, Д труба, пиколо, Објасни ни. флугелхорн. Значи, ние ги Објасни ни свириме, Б труба, С труба. ние ги свириме сите труби и Свириш и хорна, мислам Не, можеш не хорна. или мораш само не, труба? хорната е друг Хорна инструмент, си е друго. флугелхорн е најсличен на хорната. Така. И тоа е треба да го да А онаа знаеме. голема труба што е како што ја користате? Тоа е туба. Таа е туба, Да. ама има и една што се вика како труба што е голема. А ова е тромбонот, Тоа така? е тромбон, да. Добро. И туба би свирал, би можел или не? Не, јас би можел да отсвирам тон, но тоа е друг Сосема инструмент. друг, нели, како Да. се наместени типките. Ајде да им објасниме малку повеќе. Имаме цевката, има вентили Значи, кои што се трубата се свири со помош на вибрација. Така. Ние имаме исто така едукативни работилници за деца, за правиме представа што се вика фамилија металковци, му објаснуваме како се свират металните инструменти, тоест брас инструментите. Тука спаѓаат трубата, хорна, тромбон и туба. Така. И кажуваме како се свират. Значи се свири со помош на вибрација и таа вибрација патува низ усникот и воздухот се прекинува со помош на вентили и излегува тон. Прекомплицирано звучи, нели? Да. Иде до таму воздух, па он го сопира. Значи, кога ги типкате, во суштина го сопирате воздухот. Не го сопираме, туку го преусмеруваме на некој начин за да излезе друг тон. Што значи вибрации на усните? Како тоа изгледа? Става на уста и што во старт имате вибрација на устната? Не, Како? и тоа Или исто така го објаснуваме. Како се произведува таа вибрација, значи со помош на треперење на усните. Аха, значи така се така произведува тон на трубата и сите брас инструменти. Мене живо ме интересира како се тоа Да. како се тоа Тоа така функционира. изгледа.
Па еве тоа ми беше следно прашање да ми раскажеш за повеќе за трубата и ни кажа. Има многу интересни приказни за трубата, легенди. Има она легендата за Тутанкамон кога е откриен на гробницата. Да, не знам значи дали си чул. тие Две труби бронзена и сребрена што наоѓаат. Да. Тие се пронајдени во гробницата на Тутанкамон во Египет. Значи трубата влечи корени од таму. Значи денешната труба како изгледа, значи таа се појавува од 19-тиот век. Така. Првичниот изглед. Да, али се смета дека ова е првите труби што се познати во јавност. И тие не биле метални, биле од рогови и служиле за сигнализација. Интересно. За трубата се користи исто и многу во џез музиката, во поп музиката, ама најпопуларна станува во суштина со џез музиката, со Луис Армстронг, Сачмо, со и уште неколку други. Но ја имаме и кај маријачите. Маријачите се исто брас, нели, такви квартети, квинтети кои што ја користат. Те привлекува да свириш џез музика, бидејќи имате многу простор за импровизација таму. Да, ме привлекува џез музиката, е убаво, но се уште учиме. Сосема е друг начин, нели, на свирење, на интерпретација. Исто така, кога сум слободен, свирам и во Националниот џез оркестар. Таму помагам. И така. Марија, свириш во квартет. Се пренесо во трубата многу. Да. Па добро, ти го слушаш дома и знаеш се веќе за трубата сигурно, нели? Можеш и да... Неколку работи научив, не сум знаела се. Јас сум многу радосна по природа и сакам се да љубопитен, и сакам се да дознам и да видам зашто е тоа така, зашто трепери, како трепери. Виолината е битно колку имаме притисок, колку имаме брзина на движење. Виолината е, за разлика од гитарата, нема прагови, така? Нема, Целата е поврзана, еве исто како и виолончелото што го имаме тука. Да. Така што вие според тоа можете да додадете или одземете во, нели, дали ќе биде пианисимо, фортисимо или помеѓу форте. Спомена и атакато. Така, атака. Да. Претпоставуваме од атакаре, нели, од кога се напаѓа, кога се свири. Да, кога се свири без најава. Без најава. Директно. Кажи ми, што ти е најтешко да свириш во сите тие, нели, начини на свирење, да ги кажеме? Кога е форте, кога е пианисимо, кога... Има различни тешкоти. Сега, само да спомнам дека тоа што го спомнавте и вие, виолината нема никакви ознаки за кај се тоа новите. Може би има сега некои ознаки што се лепат на самиот гриф за дечиња што учат. Јас тоа го немав, нас со кредини пишува на грифот кај треба прв прст да стои, толку, ништо повеќе. Така да секој мало мрдање со прстот, нагоре или надолу, се добива нов звук, значи нова не јачина, него височина или пониско, се зависи. Да, така да заради тоа виолината е толку тешка. Тоа исто и кај челото, исто и кај виолата. Заради тоа е толку тешко, заради тоа што треба си многу прецизен за да свириш чисто. И тоа е нешто што треба цел живот да се вежба и не е нешто што можеш да го оставиш, да кажеме, една година не вежбаш интонација. Види ми го прашањето, колку време треба да помине за свирење за да се изгуби агилноста на прстите? Ето тоа ќе те прашам се. Колку треба да престанеш да свириш за да нели после тоа ти дојде тешко да... Не знам и се надевам дека нема да дознам лично, ама вака од луѓе што решиле да се откажат, би рекла една година сигурно, до 2 се зависи колку учеле. Ако учеле кратко време, тогаш веднаш. Многу побрзо. Веднаш, ако учеле, например, јас свирам 25 години. Да, нема така брзо да... Мене нема да ми биде, мојот процес не би бил долг, не би бил краток.
така да речеме дека би можела и побрзо да се вратам у форма. Што ти е најтешко? Да. Не ми кажа. Да, најтешко ми е да останам во добра форма. Немам сега ништо конкретно најтешко што ми е, ама во добра форма за свирење, покрај сите обврски, што ги имаме и дете од 2 години, Димитра. И имаме и работа и се друго што правиме. Така имаме и приватен живот, нели мораме малци да се живее. И тоа ми е најтешко да останам во форма и да сепак да го задржам секојдневното вежбање. Ти со виолината свириш само класична музика, на работа да, и Да. вежбање да. И друг тип? Си пробала? Се уште не сум навлекла во други типови. Не ме бива за тоа, инаку би сакала јас да научам, ама Стевче не ќе да ме научи он. Стевче, ти свириш некогаш си свирал на свадба, например, на таква музика? Бидејќи сметам дека треба, дека тоа е убава работа. Интересно е. И плюс тоа е единствено што може да ви донесе пари, устари. Така кај нас. Мене приоритет ми е работата, тоа си го работам. И сега за сега само тоа. Ајде кажете ми за сурдина. Кај нас сурдина се вика, нели е сордина? Сордина, со О, да. Со О? Да, Затоа што сордина. сите во околинава сурдина ја викаат, само по правило е со О. Јас би рекол сордина. Значи сордината се оние капаци да ги кажеме. За придушување на звукот. За придушување на звукот. Да. Ама видов дека и виолината има сордина, која што е тука. Да. Не знам дека и таа се вика сордина. Да. Има кај нас има и гумени, а има и метални. Има за вежбање сордини, ако се оди некаде во хотел, па треба да се вежба, па да не им сметаме на сите. Ставаме метална сордина, за да го придуши скроз звукот. Да, да биде попригушувачки, а сепак само да можеме ние да се слушнеме. А иначе има и оркестарска сордина, која што е многу помала, таа е гумена и се става во текот на симфонијата ако пишува во нотите дека треба да се стае. Да, многу често. А вашата се става? Стои кај нас имаме најразлични сордини. Едните се за вежбање сордини, имаме други сордини кои што служат во некое дело за да се постигне некој ефект. Да се намали, да се постигне некој вау, имаме вау сордина што баш ефект дава на вау и Бидејќи сум видел дека луѓето во суштина и со рака го постигнуваат тоа, нели? Посебно овие свирачи што се несимфониски, они си ставаат рака и со тоа ја придушуваат звукот. Го придушуваат, да. И му еден вид сордина. Каде би сакале да настапите? Значи, покрај ова што имаме фантастична филхармонија. Филхармонијата во Македонија секогаш била една од, мислам, предобра институција, каде што секогаш имало одлични музичари, но ете вон тоа, како што Стефан гостувал во Санкт Петерсбург или во Стара Загора, дали имате некоја сцена, дали имате некој диригент со кој би сакале да работите? Јас да кажам? Може. Пред 2 години бевме со Стефан во Виена, баш пред Нова година имаше концерт во Music Verein, во големата сала, во златната сала. И си кажавме, ајде дај Боже, следен пат кога ќе доаѓаме да свириме тука. За свирење да доаѓаме. И така е, сега се припремаме уствари за тоа, затоа што во октомври гостува Македонска филхармонија во Виена, во Music Verein, во големата сала ќе имаме концерт. Значи ќе ви се оствари желбата да свирите. Да, ќе ни се оствари таа желба. Кога ќе биде концертот? 28 октомври. Да се обидам да дојдам. Да, значи ќе биде преубаво. Тоа ни е стварно остварување на сонот. Бидејќи тоа си го посакавме тогаш кога бевме на концерт како гости. Преубаво. Да. Сум запишал тука сузафон, она огромна една труба што имаат. Да. Ваква, ама нема да... Тоа е вид на туба. Тоа е вид туба, така не е труба. Таа е најголемата во суштина што е сузафон и се вика поради авторот што ја направил, Суза му е презимето. Кажете ми приватно, ај пред да ви поставам прашања, имам да ви подарам по една книга. Марија, за тебе ова, мој превод.
И за тебе ова исто мој превод. Благодарам. Да ви имате две барем, да не ја читате истата. Се надевам ќе ви Фала се многу. допаднат. Јас сакам книги. Мене Да. секоја книга што сум ја превел ми е преубава и е преведена поради нешто, посебно таа црната, ама и Тристана е преубава. Така што се надам ќе уживате во читањето. Фала многу. Јас сакам да читам. Ајде се да видиме како се запознавте, односно се запознавте на работа, претпоставам, или уште на факултет. Да, На работа. На работа? филхармонија не Јас бев спои. на работа, а Стефче беше уште на факултет. А да, тој Јас сум од помалку. се постара од Стефан. Да, видов поради CV-ата што ви ги гледав, дека неколку години тоа нема врска, тоа се само бројки кои што стојат на хартија, ништо повеќе. Да, да. Мојата сопруга е постара од мене 8 години, така што... Добро. Се разбираме тогаш. Стефан свиреше соло со филхармонија, а јас дојдов, мислам дека бев уште хонорарец, ако не се лажам. Да, уште бев хонорарец. И баш го свирев тој концерт на кој што он настапуваше со други ученици од студенти од факултетот, кои што помина аудиција да свират соло со филхармонија. И тогаш се запознавме. Не знам како беше И толку, после одредено време, После се да. сретнавме, така се видовме тогаш здраво и толку беше, не беше тоа ништо. И после тоа Стефче ме викна на кафе и така почна работата. Тој решил, те видел и рекол, таа. Толку. Така татко ми вели дека ја видел мајка ми рекол, таа и не една друга. Какви хобија имате? Имате, знам, малку време, посебно сега со Димитра, ама нешто ви привлекува, нели? Да слушате музика, да гледате филмови, серии, што? Еве Стефан прв нека ни каже. Да, тоа серии решивме Кој малку готви? да го намалиме. Најчесто Марија готви, али не заостанувам јас во тој поглед. Сакаш? Ти Да, се допаѓа да да, готвиш? Супер. Понекогаш. Јас сум по десертите повеќе. Да. Бомбици Тоа е знае убаво. да прави многу убави. Така. Други хобија? Други хобија, низ двор, одржавање на двор, косење трева. А живеете во куќа? Да. Што убаво. Каде? Тука низ Скопје. Волков. Во Волково. Ти, Марија? Јас имам Тој коси, ти... Јас имам едно модерно хоби, се не знам дали да го наречам хоби, ама хоби е. Сакам да правам содржина за едукативна содржина за социјални мрежи. Прочитав и тоа, и тоа е исто Во однос многу на- убаво, многу убава работа. Да, во однос на учење како да се свири виолина. Да, Правам кога кратки вика спомена туторијали. тоа, ајде Да. да им скажеме на луѓето за Трала. Трала апликацијата, јас имнав јас да ја проверам, Да, нели, морам да. да видам што е. И е единствена апликација која што нуди онлайн учење виолина. Сега за сега, да, има и други платформи, меѓутоа Трала сега работи само како апликација. Меѓутоа јас кога почнав, работев 4 години со нив. Кога почнав бевме во подем да изградиме како школа со повеќе учители. Јас кога почнав имаше 2-3 учители. Потоа порасна бројката на 50-60, меѓутоа искрено да ви кажам, не знам точно што се случи. Целата работа после толку време и толку работа пропадна од X причини. Пак ќе ви кажам, не знам точно зошто. Најверојатно финанси. Но тоа ќе ми остане за секогаш едно многу големо искуство за мене, бидејќи одржав преку 4000 часови, баш преку нивната апликација. Не се работи дури за часовите, туку за луѓето кои што ги сретнав, ги запознав, како води комуникацијата со студенти, со нови луѓе, со луѓе што се враќаат на виолината. Преку апликацијата Да. или само ве поврзува апликацијата, па потоа користите да речеме Zoom или некоја друга? Да, апликацијата не поврза, тоа беше Така, како, нели? Потоа си како Тала користите School of друга- Music, да, школа за музика. И од часовите се одржуваат на Zoom. Се одржуваа на Zoom. Стефан, освен Да. без Марија, без што друго не би можел да живееш? Без кирка ми, без труба. Секако Димитра, да, они на тоа да. И без трубата. И без трубата, Да. нели? Кога Да. би се вратиле назад да смените нешто, би биле сепак пак виолинист и трубач, Мислам дека да. Да, не би менувал. нели? Да. Да.
Значи сепак вие вокација, Тоа не е не е вокација, само. да. Сум запишал тука прашање дали свирите заедно дома. Сега во последно време морам да признам дека не. Меѓутоа, свиревме заедно, сакавме да направиме рецитал, собравме материјали се за труба, виолина и клавир. Најдовме, така да тоа не е во план, ама не ни е приоритетно. Инаку, вака да земеме да свириме, понекогаш направивме баш лани едно видео за Божик, да им честитаме Божик, баш со ќерка, не знам, ќе ви го испратам тоа видео. Некоја джез песна беше баш интересно, меѓутоа не сме свирале одамна заедно. Освен филхармонија, ако се важи тоа. Значи можете што сакате да правите. Секој ден да снимите по едно делче и да го јавувате. И тоа ќе остане забележано некаде. Некој ќе го слуша. Да, тоа е моја работа. Ќе се потрудиме да го направиме. Да, макар само од мали делчиња од музика. Стефан, која мислиш дека е најубава женска особина и најдобра особина ете на Марија? Малку се ве чепкам. Најубава особина е доста е грижлива. Не дава ништо да фали. Благодарам. Еве нешто што не ти кажал. Да. Што не ти кажал до сега. И сега истото ќе ми кажеш и ти. Која е најубавата особина? Машка. Еве и Машка и потоа на Стефан. Да, мислам дека најубавата особина на Стефан е тоа што ме поддржува безрезервно во сите мои идеи, и добри, и не толку добри, и луди, и не толку луди, така да јас сум му стварно благодарна што никогаш не се насмевнал на нешто да каже, ајде, не се занесува или секој пат, значи во секоја идеја што сум ја имала, дали за снимања, дали за нешто друго, секогаш ми бил најголема поддршка. Дури секој пат кажува да можам да ти помогнам со нешто, така да тоа навистина многу ме значи. Тоа би го издвоила како една најбитна работа. Тоа е многу битна работа и е најбитната, затоа што ако немате поддршка еден од друг, тогаш нема одење напред, нели? Исто јас добивам од Марија, така да. Сигурно, да, јас исто, сигурно. Браво, баш се радувам. Кажете ми уште по една реченица за крај. Толку ни помина времето. Толку. Да. Многу брзо. Па би сакале вака јас, тоа што ми дојде сега како инспирација од целиот муабет, многу би сакала младите во Македонија да се заинтересираат за класична музика и да ни доаѓаат на концерти. Затоа што не би сакала ете класичната музика да изумре, бидејќи тоа знам дека е комплексна, знам дека не е тоа најинтересно сега во време на се случува брзо, социјални мрежи, сакаме се на брзинка, треба да знаеме како да се сконцентрираме подолго, без телефони, без никакви ефекти пред нас, да се сконцентрираме подолго да слушаме нешто. Тоа е како еден вид медитација. Или како еден вид развивање на концентрација, мислам дека тоа би било многу убаво за младите, да почнат малку да се интересираат за класичната музика, да доаѓаат на лајв концерти. Па исто јас во контекст на музиката да се слуша добра музика, а не секаква музика. Не шунт, не... Да, баш така. Тоа, кратко. Беа вечерва со нас Марија Трајковска, виолинистка, и Стефан Илиев, труба. Музиката не сплотува сите, без разлика на жанрот, потеклото, местото на живење, таа е универзална и заедничка за сите. И ќе се надоврзам на тоа што го кажа Марија. Класичната музика мора да обстојува и мора да ја негуваме сосема. И идејата на оваа емисија е токму тоа, да ги научиме луѓето, да ги натераме што повеќе да ја ценат и да ја негуваат и културата и уметноста. Вам ви благодарам за гостувањето, вам ви посакувам убави денови до следната трафика.